Здраво на сите. На ова видео предавање ќе кажеме како правиме просто сегашно време во актив во латинскиот јазик. Во латинскиот јазик глаголите ги делиме на 4 групи, според тоа како им завршува основата на презент, на сегашно време. Првата група нормално завршува на А, затоа се вика и прва. Пример, ќе го земеме глаголот амо од прва група. Бидејќи од прва група, значи основата му завршува на А, О е завршеток за прво лице. Љубам, јас љубам, прво лице. Што значи, бидејќи од прва група, основата му е ама, завршува на А. И како сега се менува по лица? Како ќе кажеме љубам, љубиш, љуби, љубиме, љубите, љубат. Јас љубам прво лице, ти љубиш второ лице, тој, таа, тоа љуби трето лице, ние љубиме прво лице множина, вие љубите второ лице множина и тие љубат трето лице множина. Еднина. Да видиме. Првото лице ќе биде основата ама. Впрочем, во сите лица прво ќе напишеме основата. Второто лице пак ама. Третото лице пак ама. Множина. Множина. Првото лице множина ние пак ќе биде ама. И второ лице ама. И трето лице повторно ама. И сега ги додаваме завршетоците кои носат информација за лице. За прво лице завршетокот во латинскиот јазик е О. За второ лице е С. За трето лице е Т. За прво лице множина е мус. За второ лице множина е тис. За трето лице множина е НТ. Да направиме некоја аналогија со македонскиот јазик. Во Југозападна Македонија третото лице еднина исто завршува на Т. Читат, пишит, спијат, јајт, гледат. Значи на Т, исто како во Југозападна Македонија трето лице еднина. Кај нас во македонскиот јазик, па и во литературниот второ лице еднина завршува на Ш. Читаш, пишуваш, спиеш, јадеш. Бидејќи во латинскиот нема Ш, најблиска до Ш е С. Амас. Прво лице множина амамус. Кај нас е исто со ма. Читаме, љубиме со ма. Кај нас е ме. По латинскиот е мус. Второ лице множина читате, јадете, пиете со Т, со те. Во македонскиот значи е со те завршеток, на латински е тис. И ни останува уште да запомниме за прво лице еднина дека е О и за трето лице множина дека е НТ. Впрочем, ако запомниме дека за трето лице еднина е Т, можеме да направиме аналогија за множина со нешто проширено, како многу, со едно Н дополнително. И резултатот ќе биде кој? Амао, ќе запомниме дека во латинскиот јазик секогаш А и О се контрахираат до едно О. Па резултатот ќе биде амо
овдека резултатот ќе биде амас, во трето лице еднина ќе биде амат, прво лице множина амамус, второ лице множина аматис и трето лице множина амант. Значи, амо, љубам, амас, љубиш, амат, љуби или љубит, амамус, љубиме, аматис, љубите, амант, љубат. За глаголите од втора група, ќе го напишеме, од втора група се оние глаголи чија што основа завршува на е. Нели, кога ќе ги наредиме самогласките поред а, е, и, о, у, а е прва, е втора самогласка, значи втора група на е. Ќе го земеме глаголот видео, гледам, амо беше љубам. Видео, основата му завршува на е. О е завршетокот за прво лице. И сега, што имаме? Повторно да направиме тука еднина, множина и за прво лице имаме видео. Завршетоците се исти. Видео, гледам. За второ лице, како ќе биде, што мислите? На основата виде, додаваме нормално с, па имаме видес. И за трето лице еднина исто на основата виде, додаваме нормално завршетокот т, имаме видет, гледам, гледаш, гледас, гледат, видет. Множина имаме виде основата и мус, видемус. Во второ лице множина виде основата и тис, видетис и трето лице множина виде основата и ната, видент. Видео гледам, видес гледат, видео гледам, видес гледаш, видет гледа или гледат, видемус гледаме, видетис гледате, видент гледаат. Така, значи, се прави сегашно време кај глаголите од втора група. Еве, ќе напишеме 2, видео 2, да знаеме дека од втора група овој глагол. Трета група сега ќе ја прескокниме, бидејќи трета група основата не завршува на самогласка, ами на согласка. Сега прво ќе кажеме за четврта група. Четврта група основата завршува а, е, и. Нели, третата, наредната е и, значи основите завршуваат на и. Како аудио, што значи слушам. Четврта група, основата ете завршува на и, ауди. Слушам, нормално, аудио, слушам, асоцира на слушање, видео, на гледам, амо, љубов, сите знаат. Аудио. Имаме еднина, множина,
Прво лице, нормално, аудио. Второ лице, што мислите како ќе биде? На основата ауди додаваме са, нормално, аудис. Трето лице, на основата ауди додаваме та, аудит. Аудио, аудис, аудит, слушам, слушаш, слуша. Множина, многу лесно. На основата ауди додаваме нормално мус, еве, исти се завршитоците. Аудимус. За второ лице множина, на основата ауди додаваме тис, аудитис, слушате. И за трето лице множина, слушаат, на основата ауди, требаше да додадеме само на та, да биде аудинт, но има овде, како ќе запомниме, еден исклучок, има едно у дополнително, значи во четврта група глаголите завршетокот за трето лице множина е унт, не е само иун, не е само ната, ами унт. Тоа е под влијание кај од глаголите на третата група. Сега што ќе ги видиме и зошто е тоа така. Значи, слушам, слушаш, слуша, слушаме, слушате, слушаат. Сега да видиме овдека во трета група. Трета група се основи кои се завршуваат на согласка. Пример, глаголот лего, читам. Трета група, основата му е лег, значи завршува на г, на согласка. И да видиме сега како ќе биде тоа. Опа. Добро. Видиме сега како ќе биде еднина. Првото лице лег. Второто лице исто основата лег. Прво сега да ќе ги напишеме основите. Опа. Лег. Третото лице пак основа лег. Прво лице, ајде, второ лице, трето лице. Множина кај првото лице пак пишуваме само основата лег, па и второ лице лег, множина, па и трето лице лег, множина. И сега, по таа логика ги даваме завршитоците за лицата. За прво лице О, за второ лице С, за трето лице Т, за прво лице множина мус, за второ лице множина тис и за трето лице множина на т. И што имаме сега? Лего, лекс, лект, легмус, лектис, легнт. Гледаме дека, осем во првото лице еднина, каде што завршетокот е О на согласка, во другите лица, бидејќи се среќаваат две согласки, едната од основата Г и завршитоците започнуваат или се само согласка, две согласки, кога ќе сетнат, звучат многу грубо, и поради тоа, тука во третата група глаголи, во третата конјугација, земаме едно кратко и на помош, легис.
Трето лице еднина legit. Прво лице множина legmus ќе стане legimus. Второ лице множина lectis ќе стане legitis. И трето лице множина legant нема да стане legint. Во трето лице множина не земаме и на помош, ами у. Legunt. Ова исто у, кој што има извршено влијание тука на четвртата група, па да имаме завршеток und. Значи, лего читам, legis читаш, legit читат, legimus читаме, legitis читате, legunt читаат. Интересна вежба, како мала смешка и добро е за вежбање. Например, можеме да земеме еден глагол македонски од А група, читам, па да го завршуваме со латински завршетоци и на тој начин да направиме асоцијации, да ги запомниме завршетоците. Например, читао или чито, читас, читат, читамус, читатис, читант. Или пеам, пео, пес, пет, пеет, пеемус, пеетис, пеент. Или коси во И група, косио, косис, косит, косимус, коситис, косиунт. Косимус би било косиме, коситис, косите и косиунт, косат. Тоа би било све за сегашно време како се прави во латинскиот јазик. Поздрав, се гледаме во наредните и се слушаме, впрочем, во наредните видеа.